Новата училишна година почна, но не за сите. Првиот школски ден помина и со штрајк, и со приредби за првачињата. Родителите ги донесоа првачињата на приредбите по повод тргнувањето во училиште. И првачињата во училиштата беа примени и распоредени. Но учениците од 2 до 9 оделение не седнаа во училишните клупи, бидејќи просветните работници организираа предупредувачки штрајк за зголемување на платите. Наставниците седеа во кабинетите, но не држеа настава. И оние ретките ученици кои се појавија во училиште ги пречекаа наставниците кои не се членови на СОНК. Директорите на училиштата потврдија дека настава за учениците од 2 до 9 оделение немаше поради штрајкот, а првачињата беа примени. Од утре наставата ќе се одвива нормално. Оваа година во нашите училишти имаме 63 првачиња кои се распоредени во 3 паралелки. Инаку заврши приемот на првачињата успешно, наставниците ги примаа своите ученици, инаку треба да истакнам дека овој ден сите наставници не ги примија учениците, особено од предмет на настава и одделенска, значи само првачињата беа примени од наставниците, бидејќи најуваниот штрајк што беше од СОНК се одржа и нормално во нашето училиште наставниците го испочитуваа мислењето на СОНК. Инаку, од утре, 3 септември, наставата ќе си продолжи нормално и учениците ќе си бидат прифатени и ќе си работиме по веќе постоечкиот распоред. Значи, еве денес првиот училишен ден, не е 1 септември, 2 септември, но сепак за нашите нови првачиња прв учебен ден и се надевам дека ќе бидат наши успешни ученици. Моментално во текот, значи во ова време се врши програмата за децата, за приемот на првачињата и оваа година значи имаме запишано 66 првачиња, ќе бидат распоредени во 4 паралелки, во 4 наставнички и се си е во најдобар ред во смисла на приемот за децата, сега ќе бидат прозивани, поделени во нивните училници. Денес е само приемен ден за првачињата, а од утре си почнува редовната настава за сите ученици, како и за првачињата, така и за другите ученици. Во Кочани годинава на училиште тргнаа околу 270 првачиња, што е слична бројка на бројката од претходните неколку години. За нив учениците од погорните оделенија подготвија приредби. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев исто така не го криеше незадоволството дека ситуацијата на првиот училишен ден не е ни најмалку добра, посебно за учениците кои најмалку се виновни да ги трпат последиците. Сакаме да се постигне согласност, да навистина оние што најмалку се виновни да не ги трпат последиците, а тоа се учениците. Денеска, како што сум информиран од она што го знам, во сите училишта се примат првачињата и оние што се во 6 оделение, додека другите не работат. Што секако дека не е добро и остава лоша слика, меѓутоа јас, како што реков, немам ингеренции, ова одлука ја оставам да ја донесе синдикатот за образование заедно со надлежното министерство, односно владата. Овде не би сакал повеќе да кажам, сигурно дека, како што реков, ова не е добра ситуација и дека најдобро е да се седне на маса и да се разговара за разликите и за проблемите и секако да се изнајде соодветно решение од кое корист имат сите, а штета никој. Во овој момент, навистина, најмногу се оштетени учениците и тоа не е добро и се надевам дека во најскоро време, дали уште во текот на денешниот ден, Министерството за образование и наука заедно со синдикатот ќе најдат решение за проблемот и од утре ќе продолжиме нормално со наставата. Илиев додаде дека во сите училишта, она што беше во надлежност на општината и раководствата на училишните установи, е направено во однос на реконструкција, чистење и дезинфекција на училишните установи и истите се подготвени за успешен старт на учебната година. Инаку СОНК се закани дека ако не се договорат со Министерството за зголемување на платите до крајот на септември, повторно ќе протестираат. Во моментов, наставниците во основните училишта имаат плата од 21.660 денари, а оние во средните училишта 22.500 денари.